Макдоналдси, тој што е ставен кај сладоледите, може би го мрзи, па вика, немам доволно, пример, не знам, ако му побарале, не знам, ванила. Ако го фатат. Немам доволно ванила, кажи му ако сака нешто друго, ако не речи му расипано нешто ова. И така, пример, ако се двајца што не им се работи до толку тој ден или тој момент. Да. И може би тоа е некојаш така, заради таа. Ама таа теорија искрено јас ја имам фатено како купуваш ја имам фатено во живо. Да. И сега и тоа беше после некое време од кога работев 3 месеци, доаѓам во Македонија и пример одам негде после некое време да шетам. Сакаш сладолед и ти вика и немам. И ти вика и расипано или немам од чоколадо. Да. И јас сум код тоа, викам најде на кој да го Предпоставав дека има таква некоја фора дека и викам друже, да... викам на мене ли ти е финти, викам ја работев. Стварно му кажа така? Да. Викам ја работев у Макдоналдс, викам ајде не мора да е, не знам, чоколадо, стај било шо од твоја ваква, знам дека те мрзи, ама сега дојдов тука да не викам менаџери шефови. Пошто можам тоа како купуваш да го направам. А ми го правеле мене тоа. Да. И он ме виде дека сум сериозен и отиде таму, стаи ништо, не знам што беше точно, ми стаи бито ме услужи. Да. Вајда можда страв го фати. Така е. И сега до кај бев со муаветот? Навечер кога искачавме, он знаев цело време често поминув, пошто он беше трета смена, беше цимерот. Исто близок другар ми е сега, само што се немаме видено од тогаш буквално од кога замина он. Од јануари 23-та ќе му дојде и он тогаш замина. Отиде се врати во Келн и таму си живее. Тебе те ставија сладолед и првиот ден, да, сладолед и сокови. Ама првиот ден. После ме учеа скара, па ме учеа кај нагетсот, кај се те учи уствари. Се те учи освен на каса, бидејќи не знаевме 90% од студентите не знаевме јазик и не ставаа на каса. Значи никош не си работел каса. Каса еднаш ка ме стаја, пошто беше итен случај, немаше никој кој да работи. И се разбираше? Пробував искрено на германски, пошто една од причините зашо не ги кажав причините зашто отидов. Зашто во Германија една од причините да јем да научам јазик, плата пари, нешто да се заработи, да не биде онака си отишол за живо џабе. И да прошетам, не само Келн, бидејќи јас бев во многу градови, ќе кажувам тоа подоцна, бев во многу голем дел од градовите во Западна Германија. Ама тоа ќе кажувам како што иде видеото, сега да ти кажам цимерите почнавме веќе, кога збориме за цимерите. Па едниот цимер многу често беше трета смена и кога беше слободен, пример ќе спиеше до кај 12-1 или може некојаш се случуваше и да не спиеш, да отидеме у некој подалечен град. И така се шетавме јас и он или тројцата сите цимери или сите четворица цимери, некојаш се појаеше и сите четворица, но тоа еднаш два пати мислам беше. Обично бевме двајца или тројца евентуално, да се шетаме, да се поводиме слободни сите души. И добро за шетање реков подоцна ќе кажам, он беше трета смена најчесто, другиот беше исто знаеа да го ставаат многу често трета, ама беше и прва и втора, го мешаа него, а јас ти викам, многу 95% нека биде 95% од времето бев прва таа класа. Нема класика прва, втора, трета кај Макдоналдс, имаш од 10 до 7, од 12 до 9, така бев најчесто. И затоа има време вечерта да искачам да излегувам навечер со другиве што беа слободни. Од 10 до 7? Да. 10 са бајле, 7 навечер? Да. И од 7 после имаш слободно време. Значи фиксно ти работиш 9 сати. Технички 8,5, пошто тој пола сат пауза што го имаш ти, пошто мораш да имаш пола сат пауза. Ама ти се рачуна? Не ти се рачуна? Не, види. Како ќе му да е? Добиваш бесплатен оброк, ама не ти е платен тој пола сат. И технички во плата ти се рачуна 8,5 сата, ама затоа не го плаќаш оброкот. Имаше во одредени Макдоналдси и тој пола сат ти е платен, ама ти треба да си го платиш оброкот. Види, ти збориш се уз мобет кажеш дека се технички 8,5 сати, ама тебе кога ти пишува резиме, ќе ти пишува 9 сати. Да, добро, 9 сати ќе пишува. Тој одмор не ти е платен, ама ти следува. Така што се рачуна за 9. Добиваш бесплатен оброк. Да. Ти како и да ја седиш таму, го губиш тој пола сат. Да. Ама си јадеш, си одмараш, пола сат.
чекај сега да те прашам, излегувате на одмор, на пример, се имаш пола сат одмор, можеш да излезеш надвор вајде. Можеш кај сакаш да идеш. Да, Да. ама се Можеш- додека да се вратиш на време. Да, еве пример мене ми беше колку 6-7 минути ми беше смештајот од Ќе отидеш до Макдоналдс. дома. Не, ја не одев до дома, ама комотно можев да одам до дома. Пошто 7 минути до таму и да поседам 10-15 минути таму и уште 7 минути да се вратам, ете ти пола сат. Така. 7 и 7, 14 и 15 минути да поседам останат, ете ти пола сат. Една минута дури ќе ти остане.